Дечки, здраво и добре дојдовте во уште едно мое ново видео. Недела, 18 часот, Carpool Karaoke, термин закажан за нашиот омилен серијал. Како што веќе гледате по тамнейлот, како што читате по насловот, денешен гостин ќе биде Иван Ајнштајн, еден од најпознатите македонски јутубери. Многу ми е драго што денеска ќе се дружам со мој колега, после Ритко, втори јутубер кој што ќе гостува во Carpool Karaoke ќе биде Иван Ајнштајн. Кај си, брате, нема? Една многу интересна работа се случи со Иван Ајнштајн пред околу година и пол, кога работе во еден ТВ во ексклузив. Имаше едно видео направено на кое што кажат дека јас сум најголемиот резил во македонското новинарство. Еве го видеото. Во моментот кога мислиш дека овој човек е најголем резил во македонското новинарство, новинарство. Да. И искрено да ви кажам, во тој момент, па и сега воопшто не му се налутив, ниту пак имав чувство на некаков гнев према него. Почитувам друго мислење, едноставно во тој момент и бев на почетоците, нели нормално. Дали бев резил, можеби малку драматургија во самото кажување него, но го почитувам тоа. Денеска што ќе ми биде целта, јас нема да му го кажам ниту еден момент во интервјуто или во дружење во што ќе го имаме, се додека не дојде крајот. Па ќе го прашам како си поминал, дали сум добар. Ако го сменил мислењето, ќе ми биде многу драго. Подиме да се дружиме со Иван Ајнштајн. Пристигаме на целта. Дечки, заборев во најавата да кажам дека Иван го сметам лично јас за еден од најдобрите јутубери, можеби најдобриот во Македонија. Ме интересира да ми одговори на неколку прашања поврзани со YouTube сцената, што мисли он, на какво ниво е самата сцена и дали има просперитет со YouTube и заработка. Но Иван го нема. Кој знае како е на киќе цветче. Со тепло чекање изгледа. Јас се соблегов пошто топло. Уи! Дечко од памет ми извади. Кај си, брат. Ова е Апла Америка. Брате. Кај си, брату. Брат, што има? Ми се свиѓа стилот. Фала, бро. Како си? Супер, ти како си? Добар сум да ти кажам, викам, кој знае како е на киќе цвече, се она те чека или како е работа? Касниш? Зашто бе не каснам? Како не касниш? Не каснам. Ја че бил прв касниш? Да, ти според тебе се рачунаш, една минута сум порано. Јас ако дојдам порано, значи касни другиот, така ќе му дојде. Не заеба да. Добар ли си, брато, фала што дојде да снимаш со мене. На поканалет. Ритко е првиот, ти си вториот јутубер. И баш кажав во најавата нешто што нема да знаеш додека не го видиш видеото. Што си ме исхейтал се, што си ме изростал? Не, малце. Ќе си пееме и се забавуваме, ајде да те прашам за новата песна TikTok. Прво, зашто бе немам мене? Зашто те нема тебе? Нели ти е срам? Не ми е срам. Зашто? Уопште не. Не бе брат, ме вака што ми беа поблиски, ја ништо не правев. Тоа жена ми. Све, пошто јас сум неспособен брат да организирам за такви работи, уопште не ме бива и давав задача на Киге, вакат, но тие што ни се вака поблиски пиши, барем меѓу време некои други дозна, изразија сами желба да присуствуваат и ја тоа што добив брат со тој материјал што го имав, со тоа работев. Јас тука приметувам големи особини на политичар. Стварно ме бива? Па гледам твитерџија си станал, добро си извадил моментов, немам реплика на ово, така да... Дечко, ја твитерџија сум пред да бидам и јутубер и рапер и сведат. Не пред да бидам рапер сум многу да ме купат, пошто не... Али нема вику спот. Добро бе, ќе те викна у нареден спот, ќе дојдеш? Да. Добро, ајде. Ќе ти смислам некоја хореографија, бре. Топ песничар, живи си. Са не го знам цело. Не си повторил лекцијата. Се трудам наставнички. Извини љубов, ја не сум за љубов. Мене ми треба време, заблуден ми е кругот. Не сум паднат од Марс, ја не сум Бруно. Не ми нуди свежо месо ако имаш труло. Ме дочека да проценам, немаш пролазна оцена. Само што дојдов време да поседам, тука ќе останам постели постелно. До сега не сум ни досагал, ако има, нека има. Поинаку сега се осеќам мали, ако нема зијан. Не се прави прва прилика, не сум ти битен. Да придам ми на коментирање со лит, еј. Предизвици не прифакам, не си ми бавки. Нека маки, нека горат бакли. Извини ако сакаш fuckboy, не барај у мене, барај го на TikTok. Сепак мене не сакаш, па стој. Си ме научил малце. За цело знаеш што ти е. Ти си ми брат, пак ќе ти кажам, најинтелигентен, мисли, највозрастен и мислам дека на оваа тема што сакам да те прашам, најдобар одговор можеш да ми дадеш за YouTube. Ајде бе. Децава што, јас сум пак возрастен, знам да ги направам комбинациите, се пробив многу брзо на сценава, но децава што сакаат да снимаат,
кој е патот според тебе и дали уопште треба дете да се замара да снима на YouTube според тебе? Види, не можам конкретно да кажам дали некој треба или не треба да прави нешто во животот. Треба да си го прави тоа што ме мерак да си го прави. Патот до успехот конкретно на YouTube не постои како пат. Исто е на секое поле. Значи, како јас сум станал популарен на YouTube е многу глуп начин, тоа што сум снимал за на YouTube додека тоа било тренд. Свееш, едноставно ми се поклопило да имам желба и мерак да го правам тоа што било тренд у тој момент. Свееш, никад не сум ги бркал трендовите, сасвим случајно се погодило така да секој што сага да стане популарен треба едноставно да си ги брка трендовите. Али според мене мислам дека е многу подобро да си го прави тоа што сака и дека ќе си се пронајде многу подобро душевно. Свееш. Се правили пари од YouTube? Се прави. Се прави? Све што работиш се прави пари. Ако доволно се замараш, ако доволно му се посветиш, ќе се прават пари. Ја никад не сум се ни замарал да правам пари од YouTube. Ја никад немам побарано спонзор, брат. Да. Никад. Ме барале мене, мислам не е некој флекс, туку едноставно не сум се трудел да онака да се турам, непријатно би било, знаеш. Како што кажав, лош сум за организација, за такви работи, многу сум срамежлив. Али мене ми се посрекило, сваѓаш, затоа што како што кажав било тогаш тренд, али секој што сака, ако се потруди да побара, да се јави, да се растрча, да побара, ќе се снајде. Просто све, значи автомеханичар да биде, ќе се снајде, знаеш. Све да биде. YouTube МКД шоу. Некако шоуто прелаз нов. Како бевте, барем јас го гледав тоа од страна као човек што не снимал никогаш YouTube, као цела екипа, одеднаш кога се случуваат тие драми, сад нема да ги збориме, ќе треба 10 дена да ги збориме. Некако како нов почеток и повеќето од вас пак ќе те ставам и тебе во истиот кош, прекинавте да снимате редовно. Зошто тоа така? Ја лично, првен ќе ти кажам за мене, лично прекинав да снимам толку редовно затоа што си имам и друга работа која што исто така многу ме исполнува. Јас сум видео едитор по професија, едитирам видеа за странски јутубери. Милионер. Да, бе. Застаните. Така да затоа си ја делам онака, си го делам времето на 2 дела, колку што ми останува за мене, колку што ми останува за другата работа. Али не ми е ни криво што снимам многу поретко, така да нема врска, не е никаква причина JTMKD шоу или драмата што се десира во JTMKD шоу. Па моментов како да се останат и 5 души што снимаат, а баш и јас го зборам тоа моите видеа, дури некаде да се исхейтаме, што јеби га нормална ствар. Нешто кога се исхейташ, брат, мора да се хейтаме некад, досадно е. Пак треба да снимаме и си тијаме иста цела, тоа е наша држава да иде напред, а киде само со овој папучи. Еби Gucci flip-flops, сакам крокс, само крокс. Еби Gucci flip-flops, носам крокс, само крокс. Еби Gucci flip-flops, сакам крокс. Ми стои облеката за песлава се. Да, ама не ми одговараше на аутфитов крокс да носам, иначе не е чудно уопште да ме видиш некаде по крокс. Само крокс, Gucci, Не се кучи, лошо звучи. Ей, Gucci flip-flops, Louis Vuitton socks. Болje да бидам бос, на мене носам крокс. Најболje у мало, со чику маро. Бев дете палаво, лалаво, год малаларо. Неам белово нос, али не сум бос. Дома со виши глезе, носам папучи глезе. Gucci flip-clock, 420 o'clock. Time to get big, where am I? Fuego, Pablo, Azo, porque español. My croc is better than a Gucci flip-flop, yeah. Gucci flip-flops, сакам крокс, само крокс. Еби Gucci flip-flops, носам крокс, само крокс. Еби Gucci flip-flops, сакам крокс, само Какви крокс. ковацки да добре. Да. Си по настапи да ти Може, ќе вика од позади. се апостоли. Само две апостолки, Тага папучи за гадни прсти долги. Заборај вчера да си сечам ногти. Па облакам крокс, тоа секад ке ми стои. А на тебе не ти стои, па на плажа носиш патика. Бацуваш туги нозе како папата од Ватика. кречиш и пред моите, па соблекувам патуча. Пази, лежи, јади, пети, давам да се наруча. Днеска си самостален човек, а бога ми, женет, ке. Ајде брато, сега женет човек си кажи ти како е да бидеш женет јутубер. Прв. Едини женет јутубер се. Јеби га. Стварно бе. А кој е друг женет?
Никој. Стварно, да, Јас не сум можам близко, да- ама Да? па пичка му Тука ти е материна. прстаната Тука или- некаде. Не кријам. Но не го вади, ќе мисля дека ме запросуваш. Па не можам земен си. Или ќе бараме просината руска. Брат, Како ти женет, животот женет? бер исто. Исто. Ама живи све исто, пошто јас со Киќа почнав да живеам уште година кусур пред многу поише пред да се земеме, ние онака се земавме административно, брат. Да. Свеш, онака да се средиме, да бидеме легални пред државата. Со маски. Со маски. А иначе не мораме со маска у кола да се возиме, нема Па кој не казна, мора, виж. гледаш. Затоа се земавме. Да. Не, брат, буквално исто. Дегно, И она работи со едит така. Да, исто. Гледам компјутер нов си купи гледавки, ќе со здраве си го користиш. Значи си се погодивте супер добро и следното прашање што треба да го поставам, ќе погледам позади, вајде ќе ме сватиш. Ме сваќаш? Што имаш, брат? Не ме сваќаш? Не те сваќам. Деца позади бе, човек. Деца кива. Сега ме потресу, пичко. Баби не си да ти, да ме подсети дека треба да се репродуцира светот. Па мора сега, нов Einstein да излезе. Два излегла, трет сега се чека. Ти си вториот. Јас сум првиот. Првиот е оригинал. Оригинал. Има една песна дечки што на братот мој до мене му е милена и кога ќе си ја чуе со лабава, бога ми јас и се вика вдиши. Кажеш ми сега чинат. Не. Замижи, опушти душа и заборави грижи. Се што е лошо ќе помине, знам. Можам прати четири бидо. Диши, наполни мозок и плуке замижи. Стој. Опушти Стој си душа и заборави грижи. Се што е лошо ќе помине, знам. Чекај сега, не го Рога знам. си испам да си го флекснам гласот да ти имам, што да не мислат аутотюн и користам. Сваеш. Реално Мислам не. не дека е лоша ствар аутотюн. Немам ништо против аутотюн, ама Се само вади у попола. 95-та цело време. Се вади. На пенали. И да си сам, немој да паѓаш во депресија. Кој би те спасил ако не сам? Биди свој месија. Внеси ја среќата, однеси ја со тага вреќата, подеси ја да гори свеќата. Љубивото претерај. Се е убаво ако така го замислиш. Замисли да бевме сите од среќата зависни. Ке немаше злоба, омраза, љубомора, завист и ке постоеше само мир. Светот од тоа зависи. Паѓаш во река и излагаш и сваѓаш дека секое мало парче од животот е среќа. Ако не, тогаш истиот не би имал смисла. Ако надоле те стиска, тогаш само Вдиши. Наполни мозок и плуке замижи. Опушти душа и заборави грижи. Се што е лошо ќе помине, знам. Само вдиши. Дечко, нисам хтео да будем репер, ал сам постao погрешка. Певац. Певац, лепи стотче. Брате, чекај сега да те прашам, си помина љубов со мене денес? Да, бе, брат. Дали беше кул? Да, Дали бе, скроз кул. дали прашања беа Што на треба место? сега да кажам, да лайкнат, да сабскрайбнат? Не, знам. друго треба да кажеш. Што треба тоа на што мене го- да се да лайкнат? Не, Ајде брат, лайкнати што за драми тебе си извадил сега? 50.000. Знаеш, ајде А, сега. шо? Вага, најдов ја, мислам, најдов сите си, знаеш, пред година дена што кажав ја тоа најавата и сега чекај прво да кажам што мислам на тоа што го кажат дека сум најголема брука на новинарството. Жими, чекај сега. Рост. Уопште не сум се напнал тоаш ни денес, а бе те поштувам од тој ден. Знаеш зошто? Зашто? Зашто имаш муда да го кажеш своето мислење, ме конташ. А јас бев на самиот старт на новинарство и кога ќе си ги видам видеата и самото водење на емисиите и непознавањето на темите, ја сум буквално резил. Сега, дали сум се подобрил, тоа ми е прашањето. Дечко, ја мислам дека цел скил ти е научен од телевизија и си апла новинар. Ја тебе не можам да те замислам кој јутубер. Да? Искрено ти кажам, као што Да. мене многу луѓе не може да ме замислат како рапер затоа што сум Да, станал заебано е, мац. популарен како јутубер, не може да ме замислат како рапер. Ти си станал популарен како новинар, не може многу луѓе да те замислат како јутубер, еве, ја почнувам од мене, еве, можеш да пробаш да испиташ дали и кај други е така. Знаеш, као повеќе те знаат као така, иначе да, као новинар си топ. Жими Да. се подобрен си. Значи не сум резил. Онака, знаеш што ми се свија? Што поставаш вакви непријатни прашања. Те почитам од моментот, дечки, вие тоа не го знаете, кога направив 10 на 15 сабскрајбери на самиот почеток, се чувме на телефон и прв пат после све тоа сме се чуле и ми даде почит и ми кажа браво, без никаква доза на чувство за конкуренција. Не бе брат, не треба да се гледа као конкуренција. Као Така е. према било кој. Сега и си работи, си ги покажува вештините, колку што знае, колку што може.
кој Нека си терам напред, брат, не ми е криво никој кога успева повеќе или кога не знам, не се ситам на некој кога нема нешто да му успее. Тама работа секој си прави за себе. Најдобро си знае. Баш ми е тоа. драго, јас си поминав тоа, брато, со тебе денеска. Такоже. Се надам дека и ви уживавте, ставете лайк, ставете subscribe, ставете дислайк ако не ви се свигаше и subscribe на каналот Иван Најштин. Над 50.000 више гази, брат, го стига, мајте, што бате, го стига. Бојдем, брат. Се гледаме, Отворен имајте убав ден. Чао. All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.